Со цврсто убедување дека се превземени сите безбедносни мерки, но без гаранции дека оваа учебна година ќе заврши како што започна, денеска учениците и наставниците го имаа првиот работен ден, но под посебни ковид протоколи. Протоколите си исти од минатата година, доколку нешто се случува, ќе одиме етапно оделение по оделение, меѓутоа доколку сериозно добиеме насоки од Министерството за здравство и Министерството за образование, тогаш ќе постапуваме според планот Б со комбинирана настава или со настава која преминувавме минатата година од прво до четврто оделение сега, значи со физичко присуство останатите онлайн настава. Ова не ја намали возбудата кај учениците од повторно враќање во школските клупи, а особено онаа на правачињата за кои училиштето е ново животно искуство. Среќна сум што ќе имам прво оделение. Дали си спремен за првиот час? Да. И како ќе биде сега? Што очекуваш? Добро. Среќен сум. Родителите со очекување дека децата во училниците ќе им бидат безбедни и дека училиштата се подготвени да им го гарантираат тоа. Ќе видиме, мислам дека е подготвено. Да, дали знаете што се како треба во училниците? Да. Дали правачите исто Знае, спремно е за се. Секако. Се ли е подготвено за првиот? Па надеваме се дека се спремно од училиштето. Ние сме спремни, како родители. Да, правачето Спремно е, да. знае како треба. Да, и срекно е. Успешна и пред се безбедна училишна година, денеска на штипските ученици им посека и градоначалникот Николов. Се наша иднина. Оваа прилика сакам да искористам за вас, 147 правачиња и не сите ученици, многу успеси, научени лекции и многу петки во дневниците. Наставата ќе се одвива во една поинаква форма, а ние како општина се погриживме да излеземе во пресред на секое наше дете и на секое семејство. А како беше во Делчево? Посакам среќна и успешна учебна година на учениците. Со нетрпение ние ги очекуваме да ни дојдат овде во живо. Да им посакаме, значи, среќа и успех и чиста и здрава учебна година. Првачињата 53, од кои, да ви кажем, најголема радост за мене беше што токму првачињата беа сите на број, каде што заедно седна, а и она плачење беше изоставено. Среќни затоа што ќе влезат во училиштето и ќе другаруваат. Се надеваме дека учебната година ќе биде успешна. Свото е прекрасно веќе повторно да бидеме во училишниот двор, да се дружиме, да се видиме, да се запознаеме. Добро, што очекувате од новата учебна година? Па да помине побрзо пандемијата, да можеме да се дружиме повторно сите заедно, повеќе знаење од претходната година да добиеме. На идентичен начин започна и школската година во Кочани. Во овој убав септемвриски ден ви посакувам топло добре дојде денес, кога нашето училиште ги отвара вратите за новата генерација на правачиња. Се радувам што денеска сум дел од овој настан, каде што одбележуваме почеток на новата учебна година. Учебна година во која што вие, правачињата, зачекорувате, како што веќе спомена директорот, во еден нов живот. Драги правачиња, ми представува особено чест и задоволство што денес повторно сум овде со вас, да ви посакам среќа во новата наставна програма, многу успех и нормално со многу знаење. Во Пробиштип годината започна со донација на дидактички материјал од општината за 142 правачиња на ниво на регион. Денеска училишната година започна за околу 17.000 ученици во основните и средните училишта. До кога ќе трае и како ќе заврши, ќе зависи од развојот на ковид пандемијата.